Коалицијата Менуваме изразува загриженост дека средствата предвидени со ребалансот на буџетот нема да бидат доволни за социјалната заштита до крајот на годината. Тие посочуваат дека иако Министерството за финансии обезбедило дополнителни 1,5 милиарди денари, според нивната анализа не достигаат околу 3 милиарди денари, а исплатите на социјалната помош веќе доцнат за корисниците. Со втората точка каде што вели додавање за организациите кои вработуваат лица со попреченост, вели се додаваат 150 милиони денари. Тоа тие пари се за 2025 година, кои што ги нема сервисирано Министерството за социјална политика, демографија и млади. Понатаму во третата точка, каде што се вели, се додаваат плюс 180 милиони денари за социјалните сервиси. Ако ние ја направиме целата анализа, покажуваме дека тука имаме мањак од 500 милиони денари. Алишан исто така изрази загриженост дека нема да биде исполнето барањето за враќање на часовите за лична асистенција, кои според него биле незаконски намалени. Напротив, смета дека часовите ќе продолжат да се кратат и дека постои ризик услугата за лична асистенција постепено да згасне. Понатаму во буџетот не гледаме дека се предвидени парични средства за луѓе кои што сме осигурани преку Министерството за социјална политика, демографија и млади, каде што се нема предвидено средства за месец, ние пишеме за месец декември, но по целата анализа увидуваме дека ние немаме за месец ноември и за месец декември ќе немаме здравствено осигурување, што е фундаментално право на нас, корисниците на социјалниот систем. Инаку во Комисијата за финансирање и буџет во собранието продолжува расправата по амандманите за ребалансот на буџетот за 2026 година, која според деловникот на собранието може да трае најмногу 10 работни дена, пошто предлог ребалансот ќе се најде на пленарна седница.